За премиерот Зоран Заев било банално да се зборува и бара одговорност за трагедијата во која изгореа 14 живи луѓе. Покрај тоа што во фиока ја чува понудената оставка на министерот за здравство Венко Филипче, Заев самиот веќе кажа дека не ни размислува за своја, за Мицкоски да не станел премиер, па запрашан дали во СДСМ не постои замена за него, кажа дека таму имало многу способни луѓе, но порача дека повеќе не сака да навлегува во ова прашање. Кажавте дека нема да понесете да не биде Мицковски премиер. Дали тоа значи дека вие сте еден и единствен, дека во вашата партија нема некој способен да ве замени? Мислам дека ниту е соодветно на почита према пензионерите или ниту према манифестацијата која што имаме. Никако нема да дозволам понатаму да навлегувам во делот на прашањето заради тоа што сигурно и вие приметивте дека стана банално веќе ова целото, сите овие денови. И мислам дека е крајно време. Што е банално, господине премиера, да се бара морална одговорност за трагедија? Што е тука банално? Што е банално? Моралната одговорност, потсечувам господине новинар, е испорачана. Трагедијата во Тетово во прашање доведе безбедност и на другите модуларни клиники, за кои премиерот кажа дека биле изградени без дозволи. Заев дури ги спореди со летните тераси на кафеаните и кафулињата, кажа дека за нив немало дозволи, туку само решенија. Државата не градеше со одобренија за градба, статики, локацијски услови како што се градат сите болници. Овде имаме времени модуларни контењери и за нив имате премопродавање, немате употребна дозвола. Кога давате времен објект, поставување на маси пред кафичот или ресторантот, немате одобрение за градба, имате решение за поставување. Целта никој не сака тоа да го направи. По трагедијата во Тетово во Прилеп се случи инцидент во кој беше оштетена таблата за струја, а фотографија од отворена табла за струја се појави во Скопје. За ова премиерот вели не можеле функционерите да се само запалат. Не верувам ниту министерот Венко Филипче, ниту директорот на болницата дека го отворил овој шкаф кој што ми го покажувате за струјата. Така? А кој го отвори? А тие треба да бидат падарите да го чуваат. Може граѓанин го отворил. Може би вработен во институцијата, во болницата го отворил. Може би инсталатори електрични кои што работеле не го затвориле на крајот. Што треба, сите да се посипаме со пепел или со бензин и да се запалиме? Министерката Јагода Шахпаска беше запрашана дали кој направил технички прием на модуларната болница во Тетово, но одби да одговори на ова прашање, велејќи дека се тоа ќе се откриело во истрагата на обвинителството, а таа сега не смеела да зборува.